Долгогодишното пријателство и одлична соработка на боксерските работници на Македонија и на Србија е конисана во Штип, каде што се одвиваат заеднички подготовки на двете репрезентации. Македонската селекција на ринговите на боксерските клубови Баргала и на Пинк Пантер во Штип се подготвува веќе една недела, а од денес во Штип им се приклучија и српските репрезентативци. Ваш коментар за престојот во Штип, како течат подготовките и колку боксери има заедно со вас? Хвала вам лепо на позив, хвала лепо на... Благодарам на повикот и на штипското гостопринство. Се чувствуваме доста пријатно. Имаме фантастични услови и одлична соработка со колегите од македонската репрезентација и се одвива според планот и програмата. Ние на подготовките дојдовме со двајца боксери, а ќе ни се придружат уште двајца за златниот гонг, кој ќе биде како и секогаш интересен турнир и добра контрола за нашите боксери. Секогаш сакав да доаѓам во Македонија и како боксер доаѓав на златниот гонг, така што големо задоволство е да се дојде во пријателската и братска Македонија со српската репрезентација, која се надевам дека ќе се покаже во најдобро светло и ќе понуди вистински бокс. На најболjem светлу и да ќе вам приказати прави бокс. Дали сте задоволни од условите? Штип е мал град, меѓутоа има два големи боксерски клуба, Баргала и Пинк Пантер. Има два ринга, што ќе рече дека ги задоволува сите критериуми и услови за тренинг. Штип е мали град по број ставника, а е велики град. Штип е мал град според бројот на жители, но е голем според боксот. Многу сум задоволен и среќен што имаме такви домакини. Воодушевени сме од пречекот кој е подобар од колку што очекувавме и имаме одлична стручна соработка, од што сум многу задоволен. Се надали, имамо одличну сарадњу и стручну и у свему осталом, така да скажем, ви веoma задоволен. Сигурно до почетокот, до стартот на златниот гонг ќе бидете во Штип. Како е состојбата, дали имате добри спаринг партнери за вашите боксери? Се е како треба, кажем, се е како што треба. Имаме одлични спаринг партнери, одлична соработка со вашите тренери. Спаринзите се пријателски, се е добро организирано и функционира 100%. Штима 100%. Македонската репрезентација сериозно се подготвува за златниот гонг, но и за неколку други меѓународни ревии. За престојниот турнир Златен гонг кои беа предвидени подготовките и кои се веќе остваруваат, кој отпочна од 23 овој месец, ќе траат се до стартот на Златниот гонг. Сметам дека боксерите на македонската боксерска репрезентација и забраниците, од кои беа предвидени 5 од оправдани и неоправдани причини, сега на списокот се само 6 боксера кои треба да ги бранат боите на Македонија на престојниот турнир. Ние сега сме пред еден тест турнир, тоа е Адем Јашари во Приштина, кој предстои од 3 до 5. Така да тамо ќе ги видиме сите оние работи кои сме ги барале и работи кои треба да ги анулираме, оние грешки и нешто што треба да надокнадиме. Така да мислам дека ќе го дочекаме Златниот гонг успешно. Тука веќе како една помош дојде и репрезентацијата на Србија во еден силен состав. Морам да кажам дека се работи за стварно силна репрезентација која минатата година на Златниот гонг доминираше и имаше негде на околу 5 финалисти кои од тие 5 финалисти 4 беа и победници на Златниот гонг и однесоа некои трофеи, така да ќе имаме можности во самиот план, во самата работа, односно план и програмата, да имаме и заеднички спаринзи, да разменеме мислење и така. Дали некој од штипските боксери ќе настапи во состав на македонската репрезентација на Златниот гонг? Па моментално од штипските боксери е боксерот Осман Демиров на подготовки, меѓутоа се уште е знак прашање дали ќе настапи на Златниот гонг, бидејќи се работи по него има една голема пауза, има вишок на килограми. Ако се среде со килограмите, мислам дека ќе настапи на Златниот гонг. Ова одлична соработка со боксерската федерација на Србија, значи ли тоа дека наши боксери ќе се појават и на златната рукавица во Белград? Па, значи, по планот и програмата на Боксерската федерација на Република Македонија се зацртани 3 главни турнира до крајот на годината и тоа е турнирот Адем Јашари 1, Златниот гонг и меч на шампиона, односно Златната ракавица во Белград.
Со тоа и ги завршуваме сите активности со сениорската репрезентација, а да напоменеме дека е тука и последниот турнир во јуниорска и кадетска конкуренција, турнирот Јордан Мијалков, кој е организатор боксерскиот клуб Пинк Пантер од Штип. Боксерската манифестација Златен гол ќе се длабока традиција и ќе се одржи по 47 пат во периодот од 9 до 12 ноември во Скопје.